Време за најновите информации од Вардарскот и Квишкиот регион, Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Останете со нас. Жителите на Раштани и Бузалково ќе добијат нов водовод, ќе се реши проблемот со водата за пиење. Зонското паркирање во Кавадарци се уште под знак прашалник. Сојузот на синдикати на Македонија против министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Раштани и Бузалково ќе добијат чиста вода за пиење од градскиот водоснабдителен систем. Општина Велес веќе започна со подготовки за реализација на проектот водоснабдување на Раштани и Бузалково. Во текот на вчерашниот ден е објавен јавен повик за изградба на овој капитален проект. Јавниот повик е предвиден за првата фаза, за што локалната самоуправа има издвоено 10 милиони динари од буџетот. Ања Василева ги има деталите. Општина Велес продолжува со капитални проекти. Имено жителите на населените места Раштани и Бузалково наскоро ќе добијат нова водоводна мрежа со тоа што ќе добијат чиста вода за пиење од градскиот водоснабдителен систем. Локалната самоуправа го објави јавниот повик за реализација на проектот. Наскоро ќе се знае фирмата изведувач на истиот. Проектот е поделен на 3 фази, а наскоро ќе почне реализацијата на првата фаза, потенцира Чадиев. Ние сега ја објавивме првата фаза, која што ќе изнесува по проценетата вредност негде околу 10 милиона, додека програмата за нас не беше предвидено за градено земјиште 12 милиона денари, која што ќе се одвива од Бузалково према Раштани, односно од базентот, првиот базен до вториот базен, за да по завршувањето на овој проект ја објавиме и втората фаза, која ќе продолжи понатаму према препумпната станица, што ќе биде лоцирана на повисокиот дел. Реализацијата на овој проект е дел од програмата на Советот на општината и градоначалникот, но и еден од приоритетите на местните заедници во Раштани и Бузалково. Овој капитален проект е во должина повеќе негде од 9,5-10 километри, ќе се изведува низ карактеристичен предел, значи има предел кај што ќе има полесни земјени работи, додека има и делови каде што ќе има погруби технички работи, значи ќе мине преку карпест предел. По завршувањето на целокупната постапка очекуваме да биде избран најповолен понудувач и за негде од прилика 30 на дена би почнале со изградбата на цевководот. Со реализацијата на овој проект, директна корист ќе имаат околу 4000 жители на двете населени места. Во секој момент може да започне реализацијата на проектот за зонско паркирање во Кавадарци, откако СВР Велес ќе го разгледа проектот кој е доставен на верификација и ќе оцени дали улицата Илинденска е дозволена за паркирање или не. Во првите 10 дена возачите нема да се казнуваат, се со цел да се научат како правилно да го користат на платниот паркинг. И откако официјално беше потпишан договорот со партнерот за зонското паркирање, сега во тек е постапката во надлежниот сектор за сообраќај во СВР Велес, според кој улицата Илинденска не е дозволена за паркирање, а всушност ова е главната централна улица во градот, која е пренатрупана со паркирани возила од двете страни на коловозот. Во контактите со одговорните во тој ресор ни беше укажано дека додека не се помине урбанизацијата и промената на рангот на улица Илинденска, дека не е можно да се даде позитивен одговор за паркирање на Илинденска и покри тоа што секојдневно гледаме дека нема ниту педа место на Илинденска, а да не е паркирано некое возило, дури како што може да приметите и се паркираат и во 2 реда.
така што тогаш во таква ситуација СВР Велес ќе си земе голема одговорност на свој грб, а тоа е секојдневно да ја празни улица Илинденска од паркирани возила, бидејќи тие нелегално ќе бидат паркирани, а нормално тоа ќе биде обврска на полициска станица Кавадарци да обезбедува чиста улица Илинденска. Проектот е изработен од страна на искусна фирма од Битола и веќе е доставен на верификација во СВР Велес. Градоначалникот Панов смета на позитивен одговор, со што конечно ќе започне да се решава сообраќајниот хаос во Кавадарци. Јас лично очекувам да дадат позитивен одговор на ова наше барање да се дозволи паркирање на улица Илинденска, како што е дозволено во многу други градови каде што некои рангови на улици не ги исполнуваат условите, меѓутоа со времено сообраќајно решение се до моментот додека се смени рангот на таа улица да се дозволи паркирање, а и со тоа официјално во полна пара со 100% почне паркирањето во градот, бидејќи доколку се одземе улица Илинденска, таму се можеби скоро половина паркинг места, тогаш ќе почне да функционира зонското паркирање во градот, меѓутоа со намален капацитет и нема да го има тој ефект кој што ние сакаме да го има. Катната гаража е веќе подготвена. Останува одбележувањето на хоризонталната и вертикалната сигнализација низ улиците, каде ќе се одвива зонското паркирање. Со концесионерот веќе е договорено во првите 10 дена од почетокот да не се казнуваат возачите, туку да бидат упатувани и коригирани, со што службите би имале помалку интервенции тогаш кога официјално ќе започне зонското паркирање. Речиси 11 години ВМРО ДПМН континуирано го урнисуваше и партизираше здравството и создаде хаос во здравствениот систем. Пака ја започнуваат писмената реакција испратена до медиумите општинската организација на СДСМ Велес за вчерашната пресконференција на ВМРО ДПМН, во која јавно ја искритикуваа смената на директорите во велешките здравствени установи. Меѓу другото стои: како резултат на нивното неодговорно работење се случи најголемиот одлив на лекари кои ја напуштија Македонија и заминаа да работат во странство. Пишува подолу во соопштението: како резултат на нивното неодговорно работење, смртноста на новороденчињата екстремно порасна. Се трошеа милиони на сомнителни тендери, а немаше пари за лекување на децата во странство. Како резултат на неодговорното и криминално работење на ВМРО ДПМН, здравствените установи и болници денес се дават во долгови. Најсвеж пример е долгот за вода од 170.000 евра и долгот за неплатена храна од 10.000 евра на јавната здравствена установа Општа болница Велес, што зад себе го оставија кадрите на ВМРО ДПМН, пишува во соопштението. Лицемерно и абсурдно е оној кој го уништил здравството денес да глуми загриженост за здравствениот систем и за граѓаните, стои во соопштението на општинската организација СДСМ од Велес. На вчерашната пресконференција на СДСМ, пак поврзана со нереализацијата на проектот за климатска рехабилитација, К1 телевизија побара мислење и став и од градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Како едни од помагателите и поддржувачи на Сдруженијето на родители за грижа за здраво поколение и целиот овој проект, Советот на општина Велес и локалната самоуправа и годинава одвои финансиски средства за рехабилитација на овие деца. Чадиев додава дека на овој начин барем малку ќе помогнат, се надева дека барем малку ќе помогнат идните поколенија да бидат поздрави. Еве целосната изјава на градоначалникот Славчо Чадиев. Општина Велес ќе останува на она што го има предвидено и што сме го реализирали изминатиот период. Не знам зашто е укината поддршката за овие деца што одеа на ајде да кажеме на климатска рехабилитација. Ние во секој случај нашиот дел го завршуваме согласно договорот. Истовремено, ако е тоа така, верувам дека така имаше и во весниците. Не добивме конкретно ние известување. Јас би упатил повеќе до бизнис сектор да се вклучи оваа ситуација, да поменам дека последиците од топилница се долготрајни, не завршува со еден ден, со 2 дена или со неколку години. Тие тек можеби после 15-20 години и повеќе да кажеме дека ќе нема сите оние што растевме и тие популации што растеа додека работеше топилница, сепак и самото тло, самата почва има остатоци на она што сите знаеме што беше топилница во изминатиот период.
Бербата на трапезните сорти на грозје во тиквешијата е во полнек. До сега се береше грозјето Кардинал и Викторија, кои се веќе при крај, а наскоро се очекува да започне и бербата на Мишел и Рибиери. За сега грозјето е со одличен квалитет, а родот е намален за цели 50%, што е очекувано со оглед на двете измрзнувања во јануари и април. Мартина Митков има повеќе. Бербата на грозјето од сортата Кардинал и Викторија е при крај. За краток период се очекува да започне бербата на Мишел, Палиер и Рибиер. Во винарските визби овој период се е ставено во функција на бербата на грозјето. Родот е намален за разлика од лани за цели 50%, што до некаде е и очекувано со оглед на двете измрзнувања во јануари и во април. Но благодарение на сите вложени мерки за заштита на производството, успеано е да се амортизира доволно количество на пред се квалитетно грозје. Што се однесува до винските сорти на грозје, започната е бербата на бургундецот, кој се преработува во сместувачките капацитети на винарските визби. Бидејќи временските прилики се екстремни, имаме период на високи температури, започна зреењето на винските сорти. На дел од лозовите насади стасаа висококвалитетните сорти Мускато Тонел и Шардоне. Винариите се подготвени да го откупат целото грозје што ќе биде понудено од страна на индивидуалните производители и очекуваат висок квалитет на годинашната берба, што на крај ќе резултира со квалитетно вино. Општинската организација на Црвен крст Велес во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје по 24 пат годинава ја организира традиционалната летна солидарна акција за доброволно дарување крв. Истата ќе се одржи на 15 и 16 август во холот на театарот Јаха Каджинот со почеток во 17:30 часот па се до 14 часот. Поканете се граѓаните и доброволните дарители на крв и овој пат да изразат својата хуманост и да даруваат крв. Продолжуваме со информациите од Македонија. Универзитетот Гоце Делчев од Штип е првиот кој почнува со уписи на студентите во прва година за академската 2017-2018. Слободни места има за 5212 бруцоши. Ректорот на Универзитетот Блажо Боев информираше дека уписите ќе се реализираат на сите факултети и академии на 14, 15 и 16 август. Студентите кои ќе аплицираат на факултетите и на студиските програми кои се во Штип, документите ги доставуваат во фоајето на Домот на културата Ацо Шопов во Штип, а исто така прием на документи ќе се врши и во академските центри на Универзитетот во Струмица, Скопје, Кавадарци, Прилеп, Радовиш, Виница, Проби, Штип и Кочани. Сојузот на синдикатите на Македонија бара неотповиклива отставка на министерката за труд и социјална политика Царовска поради обидот за промена на раководството. Во раководството на синдикатот велат ова е во делокруг на синдикалните организации, не е работа на државните органи, министрите и владата. Се прави повторно обид од страна на Мила Царовска и од страна на партијата која што ја представува СДСМ да се направи упат во автономијата на синдикалното движење и на нелегитимен начин, спротивно на меѓународните конвенции, спротивно на Законот за работни односи, спротивно на статутот на Сојуз на синдикати на Македонија, да се изврши промена на председател на Сојуз на синдикати на Македонија, иако за тоа имаме и пресуда од Управен суд каде што се забранува секаква промена, се одбива претходното решение кое било од решението на техничката министерка Ременска. Наша поддршка имаме од Европска конфедерација на синдикати, наша поддршка имаме од Светска конфедерација на синдикатите, имаме заклучок од основно јавно обвинителство, наредба од основно јавно обвинителство до Централен регистар да се забранат секакви промени, со оглед на тоа што дека единствено се синдикатите тие кои вршат промена. Од синдикатот нагласија дека процесот за постапка за промени исклучиво е работа на 13 синдикати здружени во ССМ, кои пак се единствени кои согласно статутот можат да извршат промени на раководството врз основа на постапка која оди меѓу синдикатите и врз основа на одлука на Советот и Конгресот на ССМ. Вакви постапки немало, а тоа го потврдија и претходно 13 грански синдикати здружени во ССМ, рече Митровски.
150 милиони динари ќе добие јавното предпријатие Македонија пат со планираните измени и дополнување на програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2017 година и годишната програма на јавното предпријатие за државни патишта. Ова е одлука на вчерашната седница на владата, која разгледа информација за решавање на проблемите во јавното предпријатие за државни патишта и во јавното предпријатие Македонија пат. Владиниот кабинет разгледал информација за формирање работни групи за подготовка на нацрт текст на нов закон за енергетика. Министерството за економија во координација со кабинетот на заменик председателот на владата задолжен за економски прашања треба да формираат работна група која ќе ги координира активностите поврзани со подготовката на нацрт текстот на нов закон за енергетика со представници од кабинетите на премиерот, вице-премиерот за економски прашања, Министерството за економија и Регулаторната комисија за енергетика. Одредбите кои ќе се подготвуваат се однесуваат на пазарот на електрична енергија, пазарот на природен газ, топлинска енергија, нафта и нафтени деривати. Кај островот Света Недела во близина на Црногорското приморје, односно црногорскиот приморски град Будва, е уловена ајкула долга 220 сантиметри. Фотографиите од уловот набрзо се проширија низ социјалните мрежи и интернет порталите, предизвикувајќи страв кај локалните жители и гостите. Но властите соопштија дека нема место за паника, бидејќи станува збор за така наречена сина ајкула, која не представува опасност за луѓето затоа што се храни со лигњи. Овој тип на ајкули обично живеат во отворени мориња, но често може да се видат и во близина на бреговите на Средоземното море и на европското крајбрежје на Атлантскиот океан. До сега се регистрирани многу мал број на случаи кога овие ајкули напаѓале луѓе. Продолжуваме со вести од светот. 50 малолетни мигранти од Сомалија и Етиопија се удавени откако криумчар ги фрлил во морето во близина на брегот на Јемен, пренесува новинската агенција АП. Како што пренесуваат западните медиуми кои се повикуваат на извори од Јемен, криумчарот намерно ги фрлил луѓето во морето. Агенцијата АП, кој што работи во рамките на Обединетите нации, истакна дека ваквиот инцидент не само што е нехуман, туку е и шокантен во најмала рака. Во соопштението се прецизира дека за време на рутинските контроли на плажите биле пронајдени телата на 29 мигранти закопани во плитки гробови и се претпоставува дека биле закопани од преживеаните мигранти. САД ја осудува посетата на председателот на Русија Владимир Путин на отцепениот грузиски регион Абхазија од американскиот Стейт Департмент наведуваат дека оваа посета е непримерна. САД исто така ја повика Русија да ги повлече своите сили на позициите пред војната, односно да го почитуваат мировниот договор од 2008 година, соопшти Стейт Департментот. За време на посетата, Путин изјавил дека Абхазија ќе добие војна поддршка од Москва, а западните власти ја осудија руската поддршка за сепаратистите. Путин на состанокот со председателот на Абхазија навел дека Русија ја гарантира безбедноста и независноста на Абхазија и укажал дека државата треба да најде оптимални начини да ја развива својата економија. И денешниот ден го имаме сонцето и високите температури. УВ индексот има вредност 9. Дневната температура се движи во интервал од 30 до 40 степени. До петок ќе се задржи претежно сончево и многу топло со надпросечни температури на воздухот. Во сабота во текот на денот ќе има зголемување на облачноста и ќе дува засилен југозападен ветер, но дневната температура се уште ќе се задржи висока. Во вечерните часови и преку ноќта кон недела ќе има врнежи од дожд и грмежи, а најобилни врнежите се очекува да бидат во североисточните делови. Ова е последната информација во ова издание на Дневникот. Ви благодарам за оние кои што не следевте. Довидување.